Променливото време лошо влијае на здравјето на луѓето. Најранливи се хронично болните, бремените жени и новороденчињата. Лекарите апелираат на некои основни правила за полесно надминување на температурната разлика. Несвестици, мачни на главоболки се некои од симптомите на кои треба да се обрне внимание. Хроничните болни би ги нагласила посебно болните од кардиоваскуларни болести, од нефролошки заболувања. Исто така и лицата кои земаат лекови. Многу интересна работа, би можеле да споменеме од кои лекови значи да се внимава и колегите доктори да направат ревизија на терапијата на пациентите што ги земаат. Значи диуретици, лекови што ги тераат на излачување на течности, односно измокрување, што се користат за намалување на тензијата, односно на крвниот притисок. Потоа би нагласила дека треба да се внимава кај невролептици, бензодиазепинската група, диазепам, лексилиум, многу се популарни во наши услови, што не би требало да бидат популарни. Исто така антидепресивите исто прават проблеми од типот на сероксат, пароксетин. Ги кажувам за да ги препознаат пациентите кои често си ги земаат. Би рекла дека и бета-блокатори од типот на бипресо, конкор, намерено ги споменувам со фабрички имиња, пациентите за да си ги знаат. Исто така би апелирала до лицата со зголемена телесна тежина, затоа што организмот е склон да ја задржува топлината, повеќе да внимаваат на овие препораки. Многу често се размислува во овој период и на луѓе што се со професии поради кои мора да бидат изложени на сонце. Тоа ви се градежни работници, значи и било кој тип луѓе што мора да престојуваат целиот период надвор. Значи кога е многу топло, тој период да има возможност работодавците во тој период кога е најтопло да не бидат присутни во надворешната средина. Ако е во свесна состојба, ќе му даде течност, односно вода ќе го испрска. Многу важна препорака е да се стави во хоризонтална положба, односно во лежачка положба, ако може главата да биде без перница и да се подигнат нозете. Ова е многу важна работа, дури ако се повикала брза помош, а се чека, ова да се направи веднаш, зашто многу луѓе се спасуваат со овие препораки. Исто така би рекла дека ако лицето е во безсознание, тогаш да се сврте во странична положба да биде поставено. Ова се обични препораки за било кој ако најдете на улица, значи, додека се дојде до хитна помош, односно до првиот лекар, се бара после јасно веднаш помош. Граѓаните да бидат предпазливи, да не излегуваат од 10 до 15 часот, кога температурите се највисоки и да носат соодветна облека. Да не престојуваат во надворешни услови, кога температурата е доста висока. И во тој период исто така би препорачала да не се извршуваат физички напорни активности, да се бават со спорт. Значи луѓето, ако може тие активности и сите други пропретни работи што може да ги извршат, да се ги извршат пред 10 часот, односно после 15 часот. Друга препорака да се користат многу течности, ама течности во смисол на негазирани безалкохолни пијалоци, значи најчесто водата, чаеви, ако може да бидат незасладени. Исто така облека да се носи лесна светла облека, да се носат заштитни очила, капи. И би сакала да апелирам исто и за храната, да не се користи многу масна и многу засладена, односно да се избегнуваат благата храна овој период. Дополнителни проблеми можат да направат и несоодветните лекарства, потенцираат докторите, посебно да се внимава на симптомите. Пациентите редовно да ги посетуваат своите матични доктори за да не дојде до несакани последици.